Nëse referendumi është i detyrueshëm, do të respektoni atëherë vullnetin e popullit të shprehur në referendum? Апсолутно. Се разбира дека доколку референдумот биде обврзувачки, тоа подразбира дека на него мора да излезат 50% плюс 1 од избирачите, бидејќи видете, тука повторно има еден момент, но ајде ќе дојдам и на тој дел од прашањето, доколку излезат 50% плюс 1 од избирачите во Република Македонија и тие гласаат за или против, сите ние треба да го почитуваме тоа, не само ВМРО ДПМН, сите граѓани во Република Македонија. Но тој најпрвен мора да биде демократски, затоа што вие може да имате средини, условно кажани, или изборни места, каде што најпрвен сте имале просечна излезеност во изминативе години од 45-50% и сега најнаш таа излезеност да скокне на 90%. Тоа е демократски скок според вас? Јасно изразена волја на граѓаните? Не би се сложил. По референдумit do të varet se si do jetë, si do formulohet pyetja, do të jetë ose jo i detyrueshëm, vetëm shkurt këtu, nëse do të jetë i detyrueshëm, ju tha që do ta respektoni vullnetin, kjo i bie që do t'i sugjeroni apo si do t'i sugjeroni, si do t'i jepni instruksione antarëve, simpatizantëve të partisë suaj për të votuar ose jo në referendumin? Елементарно демократско право на секој граѓанин во оваа држава е да одлучи дали ќе гласа или нема да гласа. Исто така елементарно демократско право на секој граѓанин во оваа држава е доколку одлучи да гласа, да му се гарантира тајноста. Дали ќе гласа за еден друг, доколку се парламентарни или локални избори, за или против, доколку е референдумско изјаснување. Така што во рамките на уставот и правата на граѓаните вие треба да го барате одговорот на политичките партии. Pra ju nuk do përziheni, nuk do mobilizoni, nuk do t'i sugjeroni apo do t'i jepni instruksione antarësisë, simpatizantëve. Мојот одговор е во рамките на уставот и демократските принципи.